Речиси па стотини работници на Мода Свети Николе од викендов заминуваат на колективен годишен одмор, но на работа ќе се вратат сите бидејќи за отпуштање таму веќе не се размислува, вели директорот Ангел Димитров. Па после извршена реорганизација на производството и од наместо 2 смени работиме во една смена. Моментално имаме работа за овие 470 луѓе што остана. Сепак ова не значи дека реномираната компанија е на цврсти нозе и дека работа има како во минатите години. А прашањето за понатаму како ќе биде, да ви кажам право, нема никаква најава, сигурност. Надежи постоја дека овој обем на производство ќе го задржиме и понатака, но никој не може да гарантира како ќе биде состојбата, дали ќе има нови бранови на вирусот, дали се уште ќе има проблеми со продажбата на текстилни производи во Европа и така натаму. Се останува несигурно. Без оглед што пред Мода предстои период на стабилизирање и днината е неизвестна, па на Мода и на другите компании понатаму им е неопходна државна помош. Државната помош исто како што помогна минатите години, која би се дала, сите компании би се воздржале од напуштање на работници, бидејќи се надеваат дека нели ќе дојдат подобри времења. Некои мои колеги со кои што разговарав, најавите се дека 2022 ќе биде за 20% помала од 2019, што не е и така црно сценарио, но пак од фирма до фирма зависи од тоа што се работи, какви артикли се работат, некои ќе паѓаат повеќе, некои помалку. Стабилноста на Светиниколска Мода е од големо значење за економијата во градот, бидејќи најмалку 500 семејства се директно зависни од нејзиното континуирано работење. Мода досега отпушти околу 170 работници, а сега со максимални напори се обидува да ги сочува останатите 470 работни места.